Во таписеријата на времето, каде што сонништата се испреплетуваат со знаењето, постои патување од 75 години. Патување кое започна со визија и процвета во наследство. Универзитетот не е само институција, тој е светилник на умовите, еден простор каде што се зачувува и одгледува знаењето, каде што идеите се формираат и каде што се создаваат иновации. Тоа е место каде што мечтите стануваат реалност и каде што талентот процутува. Но понекогаш забораваме какво значење има овој универзитет врз сите нас. И не само врз сите нас, туку врз целото општество. Свети Кирил и Методи е многу повеќе од само место за студирање. Тоа е ткаенина на знаење, што не поврзува сите нас од различни култури и животни патеки. Тоа е заедница, каде што сите имаме можност да се здобиеме со нови перспективи, да ги разбереме различните аспекти на светот и да ги изградиме нашите капацитети за да го трансформираме истиот. Добродојдовте во нашата приказна. УКИМ 75 години академска извонредност. Прослава за длабокото влијание што Универзитетот Свети Кирил и Методи го има врз светот. Приказната започнува во далечната 1949 година, кога се формира универзитетот. Универзитетите во минатото и денес представуваат средиште каде што се развива дух на хуманистичка традиција, на највисоки научни и етички дострели. Универзитетите били и остануваат одредишта каде што се зацврстува и унапредува знаењето и моралните стандарди, кои што биле поставувани од генерациите наназад, што пак обезбедува нивно автономно и слободно делување како заедница на професорите и студентите. Вака поставените принципи придонеле во многу преломни периоди од историјата универзитетите да го зачуваат својот интегритет и достоинство, заштитувајќи ги универзалните вредности. На вака поставените принципи и сваќање на функцијата на високообразовните установи вреди да се спомне секогаш кога се одбележува годишнина или се навраќа кон минатото. Одбележувањето на 75 годишнината во основа ги надминува рамките на еден вообичаен јубилеј. Универзитетот Свети Кирил и Методи безмалку е современик со Македонија и нејзината државотворност и е трајно вграден во основата на нашиот интелектуален, културен, државен и цивилизацијски развој. Од Универзитетот Свети Кирил и Методи произлегле бројни истражувачи и носители на научната мисла, врз чија дејност се темели институционалниот развој на нашата наука. Во таа смисла, Универзитетот Свети Кирил и Методи ја има улогата на матица на научниот, културниот, уметничкиот, но и државниот развој на Македонија. Студирањето во голема мера подразбира не само знаење, туку и своевиден полигон за реалниот живот. Науката преку образовниот процес добива форма и смисла. Се подготвуваат нови генерации кои што ќе се грижат за здравјето на луѓето. Тука те боли? Не. Тука те боли? Не. Но не само за човекот, туку и за човековиот најдобар пријател. Повелете. Ќе бидам дипломиран инженер по аналитичка хемија, молекуларен биолог. Инженер по медицинска физика. Дипломиран електроинженер или програмер. Се надевам актер. Роботичар валда ќе видиме. Имат време за тоа. Најзначајниот елемент во образовниот систем се употребливите знаења и алатки. Тие се катализатор за различни процеси кои испитуваат теоријата во пракса. Вештините се полираат преку предизвици достојни на современите потреби. Образованието и науката од секогаш биле основи за пробивање на границите. Во светот на иновации и модерна технологија доаѓаме до еден од поуспешните проекти кој е плод на меѓународна соработка. Тоа е СИФОРМ проектот на Градежниот факултет. Основната мотивација за овој проект е потребата за поквалитетен развој на асистентите на градежните факултети во регионот.
Оваа меѓународна соработка е совршен пример за придонес на поквалитетни и посовремени можности за развој на факултетите, како и на наставниот кадар, а и студентите кои можат да студираат во најдобрите услови. Меѓународната соработка вродува со обштествени придонеси. Проектот ERIES, чија цел е обезбедување на пристап до најсовремени истражувачки инфраструктури во областа на конструктивното, земјотресното и геотехничкото инженерство, со 12 партнери во 8 земји, значително придонесува кон одржлив развој на овие инженерски гранки во Европа. FabLab Скопје е место каде твоите идеи добиваат форма. Скратено од Fabrication Laboratory е работилница од мал размер која се основа на дигитална изработка. Тие веќе покажуваат потенцијал да ги поттикнат поединците да создаваат паметни решенија за себе. Развојот на оваа програма е тесно поврзан со Универзитетот МИТ од Бостон. Лабораторијата е отворена за сите кои што сакаат да креираат. Има над 100 проекти и има обучено над 1000 луѓе. Акцелераторот УКИМ е со цел да го поттикне предприемаштвото во Македонија преку пристап до ресурси достапни на УКИМ и кај останатите коосновачи. Нашата поддршка опфаќа инвестиции во стартап фирми, акцелераторски програми за развој на бизнис моделот и поврзувањето со меѓународните пазари, фондови, мрежи и заедници. Акцелераторот УКИМ го основа и првиот заеднички хаб со Европскиот институт за иновации и технологија во 2023 година. Функционалната иновативна средина го стимулира креирањето на нови производи. Преку инвестирање и поддршка на локалните иноватори, Македонија привлекува странски инвестиции. Група ендузијасти во соработка со Фейт и компанијата Торакс направија паметен фотоволтаичен модул кој го менаџира процесот на генерирање, собирање и користење на соларната енергија. Овој прототип е инсталиран на нашиот кампус. Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во рамки на своите активности изминатите 13 години учествува во имплементација на голем број меѓународни проекти во рамки на многобројните програми за финансирање во Европа и светот. Нашите истражувачи се трудат максимално да овозможат приближување на научните текови во Европа, преку вклучување во иницијативи, сервиси и инфраструктура. Преку овие активности, а секако и со учеството на останатите научно-истражувачки проекти, Финки станува еден од клучните институции за напредокот и развојот на УКИМ и на сите негови единици. Должува и веднаш изложена тракција и како почне да расте, почне да се јават симптомите. Инаку се самото раѓање детето интактно, нема никакви симптоми. Како резултат на исхемичните промени што се јавуваат со таа тракција. Значењето на идните трансплантации во медицината овозможуваат професионалниот развој да биде дел од заедници кои се посветени на напредокот на здравствената нега. Истражувањето на регенеративната медицина овозможува непроценливи вештини и знаења, кои што ја обликуваат иднината на лекување на пациентите. Во рамки на фармацевскиот факултет се одвива богата и стручна апликативна дејност, меѓу кои се издвојува Центарот за испитување и контрола на лекови, Центарот за биомолекуларни и фармацевски анализи, Центар за природни производи. Фармацевскиот факултет се карактеризира и со плодна научно-истражувачка дејност. Во соработка со УКИМ, комплетно е реализирана набавката на две мощни значајни лабораториски инструментални апарати. Течно-масен хроматограф од типот трипл квадрипл и апарат за полимеразна верижна реакција во реално време. Можеме да заклучиме дека соработката е критична за решавање на сложените научни проблеми и општо за глобалниот напредок во сите области. Па затоа и истражувањата во молекуларна генетика не се исклучок од оваа глобална тенденција.
Соодветно на тоа, потенцијалот на лабораторијата за молекуларна биологија и геномика на ПМФ за соработка со истражувачки институции на меѓународно ниво произлегува од искуството во научно-истражувачката и применувачката дејност и компетитивноста со најсовремената софистицирана опрема. Лабораторијата има долгогодишна соработка со институции во нашата земја и во странство. Оваа соработка може да се продлабочи со новата опрема и инфраструктура. Досегашните активности се главно насочени кон биомедицинските истражувања на различни типови канцер, а се очекува и поголемо учество во молекуларната дијагностика. Најмалата, но најзначајната клетка на универзитетот е студентот. Покрај нивните примарни цели, тие се дел од многу иницијативи кои го подобруваат студентскиот стандард. Преку организирање на многу настани, формални и неформални, се гради универзитетско студентско собрание. Тие успешно воспоставуваат комуникација и соработка и действуваат таму каде што се потребни. Студентскиот културен центар се наоѓа во јадрото на градот. Тука е сместен во близина на студентскиот дом Кузман, во палатата Кузман, за да можат студентите од сите кампуси да доаѓаат тука да се дружат и да учат да се мрежуваат. Постои одамна, можеби пред 20 години, но во оваа форма е од 2021 година, односно 2022, со проектот на претходната председателка Ева Цветковска и студентите од архитектонски факултет доведоа до едно модерно урбанистичко решение за центар во кој што студентите ќе творат, ќе креираат настани и ќе допринесуваат во богатството на УКИМ, а тоа се неговите студенти и нивниот активизам. УСС УКИМ е главното тело на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Работиме за подобрување на студентскиот стандард, креирање на студентски можности, реформи во високообразовниот процес, но и настани кои се сметаме дека се клучни за допринос во развој на студентскиот активизам. Главни настани кои како УСС ги организираме се студентски дебати и трибини за подобрување на студентскиот стандард, понатаму работилници за подобрување на вештините на студентите, културни настани како македонска студентска културна вечер, кинеска културна вечер кои што баш тука се одвиваат во студентскиот културен центар, студентски дружби и забави, студентски конференции. Константно работиме на настани кои што ќе доведат до подобрување на ситуацијата на студентскиот стандард, студентскиот активизам и студентската дружба и студентскиот живот. Стигнавме до нашата 75-та годишнина. Време во кое растевме и се развивавме. Станавме поискусни и појаки. И денес, храбро и мудро чекориме низ универзумот на знаење и идеи. Големо е наследството на вредности кои што се создадени во 7,5 деценискиот период на постоење на универзитетот. Наша обврска е тие вредности да ги чуваме, да ги негуваме, да ги развиваме и унапредуваме. Традицијата на врвен квалитет во високото образование и науката е наша основна мисија. Ги совладуваме успешно сите предизвици на тој пат. Заедно чекориме по тој пат, со цел да ги надградиме и унапредиме вредностите на кои почива нашиот универзитет и да го направиме подобар, поуспешен, повидлив и повлијателен. Нашата мисија е отворен универзитет со европски вредности. Видлив на меѓународниот, високообразовен и научно-истражувачки простор. Денес, добрите и отворени универзитети се универзитети кои што се отпорни на догматизам и ароганција. УКИМ е отворен универзитет за отворен свет. УКИМ е универзитет кој што на своите студенти им го леснува патот од факултетските училници и лаборатории во реалниот свет. УКИМ ги подготвува своите студенти не само за нивните идни занимања, туку и за улогата на одговорни граѓани на ова општество. Универзитетот е врвна, високообразовна и научно-истражувачка институција, синергија на знаење, идеи и можности. Универзитетот се луѓето и нивната колективна интелигенција. Затоа нашиот универзитет е разумот на ова општество. На темелот на сите вредности, кои што се создавани во изминативе 7,5 децении, ние градиме иднина.
Иднина во која што ќе создаваме нови вредности, инхерентни за новото време. УКИМ се менува, развива нови вредности, се дигитализира, се интернационализира, ги правиме првите чекори за примена на вештачката интелигенција во наставата и учењето и во истражувањата. Креираме алатки и пристапи за поголема видливост на универзитетот на интернационалниот високообразовен и научно-истражувачки простор и за поголемо општествено влијание на универзитетот. Тоа е влогот што го даваме во нашата иднина и во иднината на нашата држава. Со посветеноста на наставата, истражувањата, отворен пристап до научно-истражувачката инфраструктура, пораст на истражувачката продуктивност, како и ориентација кон прогрес на просперитетот, Свети Кирил и Методи останува лидер во високото општество во земјава, кој понатаму ќе ги поставува највисоките стандарди во високото образование. Универзитет кој го цени и охрабрува интелектуалниот и личниот развој и вложува значителен труд и напор за да му служи на општеството во целина.